Македонија има над 1600 бубрежно болни пациенти кои редовно вршат диализа во 23 центри. Како е да се живее со оваа болест? Како функционира диализата во Македонија? Што е тоа холидеј диализа, ја имаме и зошто ни треба? Кои се потенцијалите на Охридско-Струшкиот регион? Денеска во интервју ќе разговараме со Душко Ѓоргиев, председател на Сдруженијето на бубрежно болни Нефрон. Добре дојдовте. Добро ве најдов и драго ми е што учествувам во вашата емисија, да споделиме некои наши видувања и се надевам дека ќе ни биде од полза. Ќе зборуваме на актуелна тема, ќе ја доближиме малку повеќе до јавноста, затоа што има сегменти за кои истата е информирана, меѓутоа има и работи за кои треба да се зборува повеќе во нашето општество и наредните минути ќе бидат посветени на тоа. Вие 20 години живеете со диализа, како е да се биде таков пациент, како изгледа вашиот живот овие 2 децени? Видите, секој пациент на диализа е своја приказна на ова и немал број од пациентите имаат диализен стаж неколку децении. Иако, према статистиката, преживувањето на диализа е мало. Тоа е испод 10 години, 5 до 7 години. Меѓутоа, ние во нашата држава имаме пациенти кои што ги рушаат сите рекорди. Ево, имаме пациент кој што на диализа е веќе 46 години. Значи, буквално од дете или од раните училишни денови почнал со диализа и 5-та деценија е веќе на диализа. Јас сум 20 години. Животот на диализа не малку лесен, не малку едноставен, затоа што се менува. Се менува начинот на животот, се менува можностите, желбите, се менуваат навиките, се менуваат хобија, затоа што 3 дена во неделата мора да ги планирате за диализа. Тоа се по 4 до 5 часа. Значи, кога сте на диализа, вие не може да го планирате денот, а наредниот ден планирате дека утре сте на диализа, така да сте ограничени во своето делување, своето работење, своето патување. Многу работи се менуваат. Но, ево, со диализа се живее, и тоа не е малку децении, кога знае да се склопат сите работи, може и да се работи, и да се патува, и да се... Сето тоа е потешко, меѓутоа со добро планирање е изводливо. Каква е диализата во Македонија? Ова што малку го спомнавте, со оглед на тоа дека над просекот има доста пациенти кои се со диализа повеќе години од тоа што е просек некој кој медицината го има потенцирано, значи ли дека се подобрени или добри состојбите во поглед на диализата во нашата земја? Во Македонија последната информација која имаме ние, тоа ги ажурираме прошлиот месец, има околу 1654 пациенти на диализа. Тие се во 23 центри низ цела Македонија, значи имаме добра диализна разместеност и практично во секој поголем град има и диализен центар каде што пациентите ја прават својата диализа. Но тоа не беше така. Значи, периодот на диализа ќе го поделиме во 2 дела. Значи, во онај прв дел кога во Македонија диализата беше во лоша состојба, углавно диализните третмани се правеа на апарати кои што беа донација и со изминато време на употреба. И ево, од пред 10 години со воведувањето на концесија на приватна диализа во Македонија, тоа знатно се подобри. Имено сега
Македонија има една европска диализа, значи јас патувам често и можам да споредам. Има добра апаратура за диализа, обучен кадар за диализа и просторна разместеност на центрите која овозможува да пациентите во местото на живење прават диализа. Порано не беше така и од цела Македонија пациентите патуваа, поготово во Заводот за струја, каде што имаше можност да прават диализи. Јас ќе кажам само, јас кога почнував пред 20 години, само од Скопје имаше 58 пациенти кои што својот диализен третман го правеа во Заводот во струја. Тука живееа, тука се растураа фамилии, деца мораше да се запишат на школу, затоа што 3 пати во неделата по 5 часа пациентот е врзан за машина и не може да патува по 200 километри за да направи диализен третман. Се менува комплетно животот и на пациентот, меѓутоа и на неговото себество. Така се менува. Оној момент кога вие ќе добиете пациент на диализа, се менува во фамилијата се. Од исхрана, од планирање, се менува. Добар дел од фамилијата се подредени на услуга на пациентот на диализа. Ако имаме во обзир дека тоа се пациенти кои што се во поодминати години и дека покрај диализата имат и други здравствени проблеми, тогаш целата ситуација се комплицира. Спомнавте, во Македонија има пациент кој над 4 децении на диализа. Кој е најмладиот? Имате таков податок? Имаме и дечиња кои, значи, бубрежната болест не бира возраст, не бира пол, не бира нација, не бира по ништо, таа напаѓа и имаме се почесто границата на бубрежно болните се намалува. Значи порано имаме пациенти кои што почнуваат со диализа, така да имаме и дечиња кои што почнуваат диализа многу рано. Тука се прават напори да тие, пошто животот е пред нив, да бар за нив се направи трансплантација, меѓутоа во тоа сме ограничени и понекогаш, него поголем дел од тие дечиња одаат за трансплантација и надвор, најчесто Турција или во други земји, за да можат животот да го живеат нормално. Ја спомнавте трансплантацијата, ќе направиме паралела со диализата, тоа се две медицински процедури, различни, меѓутоа со трансплантацијата веројатно не само што се олеснува животот на пациентите, веројатно се штедат и средства. Како стоиме на тоа поле, ако на полето на диализата спомнавте дека има очигледен напредок? Јас реков дека ако искорак се направи во позитивен смисол во нашето здравство, тоа е диализата. Меѓутоа, тоа истото не можеме да го кажеме за трансплантацијата. Иако Македонија со трансплантација е почната многу одамна. Значи, првата трансплантација е направена 57 година, мислам дека е. Првата трансплантација е направена 57 година, не, 77, а првата трансплантација во светот е направена 54-та. Значи, именно Македонија, ајде да кажеме и поранешна Југославија, многу рано се вклучува во трансплантацијата. Меѓутоа, трансплантацијата во Македонија, иако долг период, ево, имавме ние за 50 години трансплантација, некаде околу над 500 трансплантации направено, трансплантацијата е синусоидна, значи имаме пикови, години кога се прават поголем број на трансплантации и години кога немаме воопшто или имаме 1 до 2. Порано имаше голем проблем со листата на чекање на пациенти кои што има обезбедено бубрек. Кога зборам трансплантација, конкретно зборам за бубрези, иако сега во последно време имаме трансплантација и на срце, и на црн дроб, и на ова. Имаше години
кога се правеа поголем број на трансплантации, имаше години кога воопшто немаше или тој број беше многу мал. Никаде во светот немаше листа на чекање за трансплантација на бубрек доколку од ливинг донор, значи од познат дарител од фамилијата. Тоа сега е надминато и секој што ќе обезбеди од фамилијата бубрек се трансплантира за период кој што е доволен за правење на неопходната типизација, додека да се направат сите испитувања на донорот и на примателот и веднаш се става на листа не на листа, него веднаш се трансплантира. Тоа се обично неколку месеци. Меѓутоа, случајот со кадаверичната трансплантација е многу полош, многу поригорозен. Значи, ако зборуваме за пациенти кои што децении се на диализа, а до сега немале ни еден повик за трансплантација, самиот факт зборува дека трансплантацијата од кадаверичен, од мозоч, тоа е од починат дарител, е многу лоша. И тука се сите наши напори да тој број се зголеми, затоа што недопустливо е да ние во окружувањето имаме земји кои што се лидери во трансплантацијата. Тука ќе ја спомнам Хрватска, Словенија, Шпанија, кои што во светски рамки се лидери во кадаверичната трансплантација. Кај нас тоа е од случај до случај. Имаме години, ево ја само ќе кажам последните години, во 23-та имавме 4 кадаверични трансплантации, во 24-та имавме 2, ова година имаме само еден, ево годината трае и мислам дека тоа се премалку за наспрам бројот на пациенти кои што чека трансплантација. Имаме листа од 160 пациенти кои што се типизирани и чекаат бубрек. Меѓутоа, реалната бројка на пациенти што чекаат орган за трансплантација е многу поголема, затоа што во ваква кадаверична трансплантација, кога се прават по 1, 2, 3 до 4, пациентите, знаејќи дека тешко ќе дојдат до орган, не прават типизација, затоа што тоа чини и пари и време, а после известно време, година-две, треба да се повторуваат испитувањата, тие типизации, така да од тој аспект бројот на пациенти кои што чека орган е далеко изнад овој број што е на листата за чекање. Очигледно е дека потребни се системски промени за да се подобрат ваквите ситуации, веројатно, меѓутоа и да се подигне свеста за донирање органи кај нас. Што се треба да се направи според вас? За да се подобрат овие бројки? Трансплантацијата е мултидисциплинарен систем и тука се вклучени голем број и на клиники, и на поединци, и на тимови, и сето тоа треба да функционира. Ако ние во тој систем, во тој синџер имаме една алка која што не функционира, тогаш целиот систем не функционира. Веројатно, во изминатиот период ни покажа дека трансплантацијата во Македонија се остава на ентузијазам, се остава на поединци и така да во зависност од нивната желба, во зависност од нивната агилност, од нивната посветеност на овој проблем, вродува или не вродува резултати. Ние имаме години, например 2012, 2013 и 2014. За 3 години имавме 110 трансплантации. И се броивме некаде во врвот на Европа по број на трансплантации. Тогаш ентузијазмот бил веројатно најголем. Да. И после тоа имаме година кога тоа паѓа на 2, 3 или и 4, што зборува дека немаме инсталирано соодветен систем кој независно од поединци, независно од желбата, волјата, би работел континуирано. Ние сега
чувствуваме се, ќе се промени министерот, веќе имаме застој. Ќе се промени националниот координатор, имаме застој. Ќе се промени нешто во тимот за трансплантација, повторно имаме застој. Мислам дека тие работи треба да се стават во едно солидно системско решение и без разлика на поединци, без разлика на желбата, волјата, ентузијазмот, ќе функционираат континуирано, затоа што пациентите што чекаат орган немаат друг избор, тоа е живот, а понајмалку треба да се од нашата неорганизираност да се играме со животите на пациентите. Што правите во тој правец како здружение? Што се прави? Дали разговарате со надлежните, со државните институции, со нивните представници, се ова да се промени? Секако, ние на нас за 22 години континуирано работиме на подобрување на трансплантацијата во Македонија. Ние не само, поготово за кадаверичната, работиме и на кампањата за донирање органи, затоа што ако ние немаме органи од кадавер, од мозечна смрт, тогаш немаме и кадаверична трансплантација. Мислам дека единствено Сдруженијето Нефрон во своето постоење тоа го прави континуирано. Меѓутоа тоа не е ниту доволно, ниту треба така да биде, затоа што Сдруженијето треба да биде само една еден сегмент во националната кампања и во активностите што се работат. Тоа треба да биде национална кампања која што нема од случај до случај се прави ден на органодарителство или ден на бубрегот и тогаш сите ќе се сетиме, ќе се собереме, ќе имаме и едукативни предавања и ќе разговараме и ќе си ветиме, меѓутоа ќе заборавиме. Ќе заборавиме. Мислам дека тоа треба континуирано да се работи преку целата година. Обично кога сакаме да ги оправдаме нашите неуспеси, ќе кажеме нема доволно органи. Не е точно. Или нашите луѓе не сакат да даруват. Не може една година да имаме голем број на кадаверични трансплантации, наредната да немаме ни една. Значи, нашиот народ или е хуман и дарува, или не дарува. Ние за ова разговаравме во нашата кампања и со верските заедници и на наше задоволство сите верски заедници, исламската, православната, католичката, сите едногласно ја поддржаа иницијативата за дарување на органи. Меѓутоа морам да кажам дека во одредени верски заедници желбата за да се добие и се добива органи е многу поголема отколку дарување на органи. Така да има тука многу работа кои што треба и верските заедници со своите верници да разговараат и да се каже. Затоа што многу поголем е веројатно многу поголем е случај да вам ви потреба орган за да примете отколку да дарувате. И тука треба да се работи на тоа да иако тоа закон кај нас го дозволува, ние имаме закон на претјутна согласност, значи секој што во животот, во текот на животот не се изјаснил дека не сака по неговата евентуална мозочна смрт да дарува органи, е потенцијален дарител, меѓутоа повторно главниот збор во одлуката го има фамилијата и мислам дека за ова треба да се зборува во кампањата за да секој од нас во кругот на фамилијата, на пријателите, го каже своето мислење како би можела при евентуално таков случај фамилијата или пријателите да ја знаат желбата на секој од нас за да можат полесно да одлучат околу дарување на органите. И да не забораваме дека тоа спасува животи. Како не? Како не? Значи, една мозочна смрт може да спаси околу 8 животи. Значи, ние во тој период кога
губиме наш човек, драг, роднина, пријател. Од друга страна, овозможуваме да се неговите органи трансплантираат и да тој продолжи да живее во нечие туѓо тело. И јас пак ќе се навратам на она легендарна изјава на папата. Вика, се што може да спаси нечiji живот, не треба да се погреби на ова. И мислам дека на тој план треба да се работи многу, затоа што одреден број на пациенти друг извор нема. Во Македонија постои асоциација на здруженија, на повеќе здруженија, која е целта на истата, веројатно да се подобрат состојбите во нашето здравство, како функционира и што се приоритетите? Проблемите не се само кај бубрежно болните. Значи, ние секојдневно се среќаваме и со други здруженија, соработуваме каде што имаат исто така големи проблеми, некои од нив и ненадменливи. Сведоци сме дека за некои решенија хуманоста на луѓето е пресудна да се соберат одреден број на средства, па да се лекуваат во странство. Меѓутоа, ние сме сведоци исто да добар дел и се злоупотребуваат тие акции, хуманоста на луѓето, затоа што, барајќи решение, некој сака и да профитира на тој. Затоа е најдобро сите тие решенија да бидат во оквир на Министерството на здравство, системот, и на секој што му е потребна евентуална интервенција во странство, она што не се прави кај нас, да биде контролирано и направено. Нашето здружение, заедно со 10 други здруженија од Македонија на пациенти, формиравме национална алијанса на здруженија, НАПОЛ, и целта на тоа здружение е да заеднички делуваме во делот каде што проблемите ни се исти или слични. И ево, втора година назад тоа функционира и ние заедно делуваме. Ево, конкретно имавме делување во делот на ажурирање на позитивната листа на лекови, затоа што не само кај бубрежно болните, него и кај останатите здруженија има потреба од воведување на нови генерации на лекови, а некои немаат воопшто лек, кои што принудени се да лековите ги купуваат од странство. Особено ретките болести се соочуваат со сериозни проблеми. Би сакал да поразговараме за една тема која во светот е се поактуелна и постои како понуда кај давателите на туристички услуги, а тоа е, се разбира, холидеј диализата, така е тој термин, што им овозможува на бубрежно болните кои се на диализа непречено да патуваат, да користат годишен одмор, а сепак да не го загрозат своето здравје. Како е во светот, како е во регионот, ја има ли кај нас, зошто ја нема, може ли да има, каков е потенцијалот, особено на Охрид и Струга, имајќи го предвид фактот дека имаме и центар за диализа, односно имаме болница чија намена е таа изградена пред неколку децении на Струшкото крајбрежје. Така е. Ние веќе рековме дека пациентите на диализа се ограничени во повеќе сфери. Една од тоа е слободното патување. Значи, секое патување треба да биде планирано однапред со точно утврдени места каде што пациентот ќе прави диализа, затоа што во спротивно ќе го загрози своето здравје. Пациентите најчесто се 3 пати неделно на диализа по 4 до 5 часа, и ако тоа не е договорено во местото кај што сака да престојува, тогаш тој не може да патува. За таа цел ние како здружение имаме активности на домашен, значи на домашен план и на дорешен.
затоа што имаме пациенти кои што имаат потреба да патуваат во државава и надвор од неа. Македонија сега има солидно разместени диализни центри. Значи во секој град поголем има диализен центар и секој пациент прави диализа во местото на живење. Меѓутоа, по потреба, доколку пациентот има потреба да патува, најавува и може да прави диализа не во својот диализен центар, него во друг. И тоа функционира некако, меѓутоа недоволно, затоа што, ево конкретно да го земеме Охридско-Струшкиот регион. Пациентите не можат да си дозволат секој да патува надвор од државата на годишен одмор, ајде да речеме и по други потреби, затоа што диализите во окружувањето се далеку над она цена што нашиот фонд ја рефундира. И, значи, од финансиски причини, тие се приморани да ги прават диализите овде во Македонија, затоа што диализата во Македонија е бесплатна за секој пациент, или евентуално ево да преку летото дојдат неколку диализи да направат во Охрид и да на тој начин излезат од она сивило секојдневно и да неколку дена си дозволат годишен одмор. Меѓутоа, Охридско-Струшкиот регион е интересен малку пошироко на меѓународен план, затоа што добар дел од здруженијата со кои што ние соработуваме, а моето здружение Нефрон е членка на мрежата на Југоисточна Европа и се поголем дел од пациентите имаат интерес да дојдат на Охридското езеро и да направат неколку диализи, поготово после првите меѓународни средби кои ги направивме овде во Струга во хотел Дрим, беа одушевени. Некој прв пат доваѓа и ево сега повторно на есен ќе имаме повторно меѓународни средби, едногласно бевме избрани како Македонија за третите меѓународни средби да бидат во Македонија, за кои што конкурираа и Хрватска и Словенија. Едногласно сите беа Македонија и од тој аспект треба да се организира подобро холидеј диализата, за да може да прими што поголем број на пациенти. Тука имаме проблеми, ние го имаме Заводот за нефрологија Струга, кој што излегува во пресред на пациентите што сакат да дојдат на Охридското езеро, поготово на оние потешко болни на кои што им треба и болничко сместување. Тие имаат свој стационар каде што пациентите на 10 до 15 дена се сместуваат во самиот стационар, тука е права диализата. Ево, ова година е веќе и реновирана рибарска, така наречена рибарска куќа, која што има зголеме број на апарати на самиот брег на Охридското езеро и постанува атрактивна. Јас ќе кажам што треба да направиме. Треба едноставно да се вратиме на назад. Значи, пред 3-4 децении во Струга имаше организирана диализа за цела Југославија. Пациенти од цела Југославија доваѓаа на диализа во Струга, дури не само во центарот, во Заводот за нефрологија, него и во хотел Дрим имаше инсталирано апарати на кои што пациентите правеа диализа. И тие радо се сеќаваат на овие времења и посакуваат повторно тоа да се направи. Значи, ако нудиме туристичка експанзија во Охридско-Струшкиот регион, треба да размислуваме дека пациентите треба и овој дел на пациенти од целиот свет кои што ќе дојдат овде да се овозможи диализа. Не треба многу за да се направи диализа едноставно се инсталираат апарати, реверзна осмоза и персонал, за да може да пациентот, ако може
светот по сите поголеми крузери да имаат апарати за диализи, пациентите несметано да крстараат, зашто ние тоа да не го направиме во неколку поголеми туристички центри или хотели, каде што пациентите би може да отседнуват. Тоа би било и додадена вредност за самиот туризам. Веројатно имам информација дека во регионот има такви центри во приморските градови, постојат такви туристички комплекси кои нудат и ваков вид на услуги. Да, тоа постои и мислам дека тие искуство треба да ги следиме, меѓутоа треба да надминеме работа. Ево, јас конкретно ќе кажам дека еден од проблемите сега со кои што се среќаваме е недоволниот број на апарати за прифаќање на пациенти на холиде и диализа и исто така персонал. Во здравството имаме недостаток на здравствен персонал, во диализата не е исклучок, исто поготово медицински сестри. Ние сме сведоци сега во самите центри да има потреба од поголем број на медицински персонал кој што ќе може да ги обслужи домашните пациенти и пациентите кои што се на диализа, за да во овој период летен не се враќаат пациенти со образложение нема доволно апарати или немаме доволно персонал. Капацитетите мора да се подобрат. Нуди ли некој холидеј диализа надвор од мрежата за диализа која ја има организирана државата? Зборувам конкретно за туристички хотелски комплекс во нашата земја. Имате ли таква информација? Не, во Македонија сем диализата е организирана само во центрите и тука се прави. Освен ова, имаме перитонеална диализа, каде што пациентите во домашни услови прават диализа, меѓутоа во туристички комплекс нема, а тоа треба час порано да се направи за да може да се обслужат сите оние што сакаат да дојдат во Охрид, а ги има многу. Ево, нашите контакти зборуваат. Друго, ние како здружение сме мрежени во големи ланци на диализни центри низ целиот свет, кои што имаат, организираат холидеј диализа и сметам дека би се јавил интерес да се организира и нивна диализа овде во Македонија. Имат ли предвид нашите туристички работници овој момент, особено што спомнавме дека на Охридско-Струшкото крајбрежје постојат два центри за диализа, воопшто дали некаде ги има во понудата на нашите туристички чинители холидеј диализата како услуга не во самите комплекси, меѓутоа во центрите кои веќе постојат? Веројатно дека тој момент некако не им е во радарот. Не, фали тој момент. Сем центрите, самите центри кои што срамежливо и недоволно ги најавуваат своите можности за холидеј диализа, во туристичката понуда не постои. Тоа и мислам дека тоа треба да се работи, меѓутоа треба да се исполнат претходните услови, значи да се обезбеди доволен капацитет и да се обезбеди доволен број на медицински сестри кои што вие вршеле таа диализа, за да може тоа да функционира онака како што треба. Господине Ѓоргиев, ви благодарам на гостувањето во интервју на Охрид Нјуз. Се надевам дека отворивме доволно теми, особено последната која е интересна и за пошироката јавност, меѓутоа и за туристичките работници, како холидеј диализата да стане дел и од самата туристичка понуда на регионот, меѓутоа тоа секако пред се потреба на пациентите кои се побрежно болни да можат непречено да патуваат и да ги ползуваат сите добро, вклучително и користењето на годишен одмор. Благодарам што ми овозможивте да разговараме за ова. Јас секогаш изразувам својата благодарност до
медиумите, затоа што на назад, ево, од самиот почеток не пратат и тоа е нашиот збор до надлежните институции и до пациентите. Ево, ќе имаме една можност и промоција на Охрид од 25 до 28 септември. Ние ќе бидеме домаќин на меѓународните средби на диализирани и трансплантирани пациенти и голем дел од тие пациенти што ќе дојдат ќе прават диализа овде и ќе го пренесат своето позитивно искуство, а тоа е една од рекламите на ова. Меѓутоа, треба да се потрудиме повеќе да, ево, и тоа заживее, да и онака ограничени пациенти, барем она што може да се направи за да, пак ќе повторам, излезат од своето сивило, диализа дома и да можат во годината да си дозволат неколку дена да патуват и да се пријатно осеќат. Да го подобрат квалитетот на својот живот. Така е. Се надевам дека ќе допреме до инстанците кои тоа можат да го променат. Почитувани гледачи, тоа беше интервју на Охрид Ньюс. Останете понатаму информирани, следете го нашиот портал и следете на социјалните мрежи. Пријатно!